Од денеска започнува Рамазан, најсветиот месец во исламот, но годинава и ова одбележување ќе помине поинаку, поради светската пандемија со коронавирусот. Заеднички молитви по џамиите ќе нема, а ова тешко паѓа за секој верник, како и за овој тетовец што го сретнавме во дворот на шарената џамија. Илми Меджити жали што годинава молитвите ќе бидат од дома, а вечерите без гости и роднини. Но за доброто на сите, вели, мора да се почитуваат препораките. Токму во времето за кланање, ние мораме да бидеме под политички час. Тоа е главното. Од другото што да ви кажам, се кланяме дома. Мора да се почитува законот и закон. Нема тука што нема никаков гостин, ни идење, ни доаѓање, ни за Бајрам, посетување, и тоа се прекинува и нека сме живи и здрави. За цело време на светиот месец верниците постат од изгресонце до зајдисонце. Џамиите пак за време на молитвите биле преполни. Дворот на познатата тетовска шарена џамија, кој вообичаено за време на светиот месец Рамазан е полн со верници, оваа година поради пандемијата со коронавирусот ќе остане празен. На молитви од дома и почитување на препораките повика и поглаварот на ИВАЗ Сулејман Реџепи, кој пак пред само 10 дена во телевизиско гостување се закани дека ако владата не и помогне на ИВАЗ, ќе ја повлечат забраната за собири, па немало сила што ќе може да се бори со пандемијата. Apeloj dhe ju lutem që t'ju përmbahani parimeve islame për shëndetin tuaj dhe të gjithë të tjerëve dhe njëkohësisht të respektojmë atë që thonë mjekët dhe ekspertët lidhur me pandemin COVID-19 virusin, vetëm По завршувањето на едномесечниот пост се слави Бајрамот, кој се смета за еден од најголемите празници. Како и дали ќе се одбележи по примерот на Великден, односно под полициски час, ќе се реши непосредно пред празнувањето.